Почитувани гледачи, го следите најновото издание на регионалните вести на телевизија Кисименада. Започнуваме со првата вест. На денешен датум минатата година се случи трагичната несреќа со гостиварскиот автобус кај село Ласкарци, која однесе 16 човечки животи. Во спомен на жртвите се одржа меморијален марш од местото на несреќата до Гостивар. Помина една година од страотната сообраќајна несреќа кај селото Ласкарци, во која загинаа 16 граѓани на Гостивар и околните места. Гостиварци се уште чувствуваат тага по своите сограѓани и со болка и жалење го спомнуваат трагичниот настан со кобниот автобус. На иницијатива на група планинари денес се организираше меморијален марш од местото на несреќата до Гостивар во спомен на жртвите. Групата од 70 на учесници од различни националности и сите возрасти пешачеше околу 55 километри. Настанот го поддржа гостиварската локална самоуправа. Пред, ако не се лажам, 10 дена или 2 недели една група на добронамерни граѓани дојдоа кај мене и ми предложија да го организираме овој марш. Ние како општина да го поддржиме и искрено, верувајте, со се срце и душа им реков дека да, го поддржувам и не знаев и ја како да го одбележиме и да го да мислиме повторно на тој ден само со цел да не ни се повтори никогаш веќе ни во Гостивар, ниту во другите градови во Македонија. Денеска сме собрани да го обележиме денот по една годишнина на настанот во Ласкарце. Нашата цел е да подигнеме свеста кон граѓаните да бидат попредпазливи во иднина додека возат и исто така до надлежните државни институции им носиме порака да земаат мерки за побезбеден сообраќај во патиштата на Македонија. Лани на денешен датум автобусот на Durmotours кој тргнува кон Гостивар од Скопската автобуска станица во 16 часот и 15 минути со 51 патник излета од коловозот, ги проби банкините, падна и се преврте на стариот дел од патот. Во несреќата животите ги загубија Дејан Ристоски, Раметула Абдураими, Валде Техамити, Јовица Трпески, Бесим Фетаи, Онур Садику, Еса Темрули, Ајдин Исмаили, Бејза Узеири, Зоран Давидовски, Бобан Аврамовски, Трпана Јаневска, Павле Костоски, Арсе Арсовски, Ферди Касо и Ерза Османи. Горан Умовски од Гостивар е еден од патниците кои преживеа трагичната несреќа со автобусот на Durmotours. Да учиме од грешките, за да не ни се повторуваат несреќи со фатални последици, вели тој. 13 февруари 2019 година за гостиварецот Горан Наумовски ќе остане за секогаш врежан во сеќавањето како тежок и мрачен ден. Тој е еден од патниците кои ја преживеа трагичната несреќа со автобусот на Durmotours. Присеќавајќи се на страшниот настан, 46 годишниот гостиварец вели дека по првиот удар што го почувствувале, не мислел дека нешто толку лошо ќе се случи, но потоа уследил уште еден, па трет удар на автобусот. После што ни престоја некои, да речем, некои 10 секунди, некоја тишина, баш во онај момент излега кога сме биле во воздух, и после тоа следуваше стварно страшен удар, кој што буквално не растресе сите, тоа беше многу хаотично. Успеав да излезам некако, се уште не бе свесен што све ни се има случено, но од сите тие повреди кои што ги имав задобиено, паднав на, тоа беше едно место као ливада, така, пошироко отворено место. Покрај мене имаше многу од патниците кои што не беа баш во некоја убава состојба. И се онесвестив еден период, но некако се вратив по тоа во свест, смогнав сили, некако станав, се исправив и тогаш ја видов целата гледка на автобусот кој што беше превартен, на кој што од сите страни имаше патници кои што молеа за помош. Жителите на Ласкарци кои несебично притрчаа на помош спречија загубите да бидат уште поголеми, нагласува Горан.
Јас можам да гарантирам дека нивното навремено и брзо реагирање тогаш допринесе за да нема поголем број на жртви, зашто ја лично сум им многу благодарен, а и сите ние треба да им бидеме благодарни. Тие покажаа еден добар чин на справување со такви ситуации каде што пред се треба да се биде човек, а тие беа што се вика на висина на таа задача која што и нив ги снајде тогаш. Околу судскиот процес што се води за случајот во кој се обвинети 7 лица, гостиварецот вели: Обвинетите нормално дека си имаат свое гледање на нештото, значи си имаат своја одбрана која што по закон им следува. Според мене, тоа се некои работи кои што не може да бидат одбранени. Значи, нема изговор, нема нешто што тие би можеле да кажат во нивна корис или нешто што нив би го оправдало. Според мене, кај нас е буквално во прашање човечкиот фактор, пошто тука е посреди затајување на човечката совест. Да учиме од грешките, за да не ни се повторуваат несреќи со фатални последици, порача Горан. Животот и покрај све е убав и дека треба да се прифати со сите они убави работи што ги носи животот, но не треба да се заборави дека во целата работа што се случи некои луѓе го загубија, значи, својот живот, семејствата загубија својот член од семејството, и мислам дека треба да се научиме, уште наше потенцирам на тие грешки, да не ни се случуваат војнина. На денешен датум се навршува точно 1 година од кобната автобуска несреќа кај селото Ласкарци. Почна изградбата на продолжетокот од булеварот Видео Смилевски Бато. Со изградбата се очекува значително да се растовари сообраќајот во централното градско јадро, посебно во делот на тешките товарни возила. По повеќекратно одложување, конечно започна изградбата на продолжетокот од булеварот Видео Смилевски Бато кај спортскиот центар. Со изградбата на оваа сообраќајница ќе се придонесе за намалување на сообраќајната гужва во централното градско подрачје, посебно во делот на транзитот на тешките товарни возила. На отпочнувањето на изградбата на оваа делница присуствува градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи и заменик министерката за финансии Ширие Телези. Значи, денеска сме тука за започнување на теренските работи во однос на продолжувањето на индустрискиот булевар. Се работи за проект кој е проектиран од страна на општина Тетово, се финансира со заем од Светска банка на средства близина до 900.000 евра. Исто така, должината на овој сегмент е 700 метри, со двете страни, значи, на булевардот со ширина од по 7 метри, со зелениот појас со ширина од 3 метри и од двете страни, значи, тротуарите во ширина од 2,5 метри. Овој е еден од проектите со кои ние се пријавивме, значи, на повикот на Светска банка, истиот го добивме. Заменик министерката за финансии Елези го потенцира ангажманот на Министерството за финансии во реализацијата на овој проект. Иначе денес сме тука за да промовираме отпочнување на еден многу важен проект преку проектот за подобрување на општинските услуги кој се финансира преку Министерството за финансии и Светската банка, односно во општина Тетово почнување на реализација на изградба на булевардот Видео Смилевски Бато. За него се одвоени на 990.000 евра. Исто така преку овој проект ќе се подобри можноста за да се дислоцира метежниот сообраќај во центарот на градот во периферијата, а од друга страна бенефит ќе имаат сите жители на Полошкиот регион кои ќе гравитираат до граничниот премин Јажинца. Градоначалничката Арифи вели дека и покрај изградбата на оваа сообраќајница, општината ќе бара од Министерството за транспорт и врски и владата да се работи на клучката кај село Требош, кое е вистинското и долгорочно решение за елиминирање на влезот на тешки товарни возила во градот. Под покровителство на УНЕСКО денес се одбележува 9-то издание на Светскиот ден на радиото. Годинешните теми имаат цел да го потекнат плурализмот кај сите радиоканали и разноликоста во уредовачката содржина. И Тетово долги години има можност да ја почувствува магијата на овој прв електронски медиум. Влијанието на радиото е големо, оттаму произлегува квалитетен новинарски кадар,
но присутни се предизвиците за негово обстојување. Прв пат се сретнал со радиото како медиум уште во студентските денови и од тогаш ја почувствувал неговата магија. Гласот на Небојша Карапеовски долги години го слуша публиката од Полошкиот регион, на веќе добро познатото и слушано Плюс Форте радио. 13 февруари се одбележува како Светски ден на радиото. Карапеовски вели дека има голема разлика од неговите почетоци до сегашно време, кај овој прв електронски медиум. Променете процесот на продукција, но факт е дека радиото произведува квалитетен кадар. Радиото е математика и фантазија. И илузија. Многу можеш да се навлечеш на него, предпоставljam дека и ти знаеш. Значи, радиото треба да создадеш слика со говор. И затоа новинарите што произлегле од радио, да ми извина овие што директно отишле на телевизија, се многу подобри новинари у третиот елемент. Значи да го осмислиш, да го напишеш и да го кажеш. Секоја секунда е испланирана, вели Небојша. Освен тоа, додава дека радиото се доживува како друштво. Ако радиото порано беше музика, сега нели нормално можеш на YouTube да си наредиш песме и ќе си ги слушаш. Меѓутоа, радиото има момент на изненадување. Тоа ти што ќе го чуеш на YouTube, тоа си го испланирал и моментот на изненадување го немаш. На радио ќе те изненада со некоја песма што тебе ти значи, што не си ја слушнал многу време, што кој си ја редел YouTube листата, не си сетил на неа. И покрај големото влијание на овој медиум, Карапеовски вели дека во овие времиња магија е да се опстои. Перспектива за да преживи има, ама заинтересираноста на клиентите е многу помала од тоа што беше, иако има некој тренд сега на зголемување, многу тешко да се опстои. Многу тешко да се опстои, посебно у ваква средина у која што функционира, тоа важи за телевизијата. Не знам зошто, знаеш, на некои луѓе кои им кажав, кои се современици на ова радио, им беше многу тешко дека нешто со кое што растеле, со кое што доживеале вакви и такви моменти у животот, може више да го нема. И наидовме на поддршка од луѓево дека нешто вакво треба да продолжи да обстане. Голем број квалитетни новинари произлегле од овој медиум. Иако работел и како телевизиски новинар, Карапеовски вели дека секогаш му се враќал на радиото. Тој смета дека и радиото и телевизијата како медиуми ќе продолжат да постојат на локално ниво, но сепак тврди дека заинтересираноста на луѓето да се занимаваат со оваа професија е на ниско ниво. Многу ќе ми биде криво, многу е вложено у знаење и у овија медиум и у телевизискиот претходен медиум, и многу ќе ми биде жал ако не можем тоа да го пренесем на некој, ако ништо друго, баре да се направи уште една генерација на луѓе што ќе продолжи или радио или телевизија. На Попова шапка операторот за фрирайд Шар Аудорс ја промовираше опремата за лавинска безбедност, но и безбедност при скијање во длабок снег. Обезбедувањето на опрема за лавинска безбедност треба да донесе повеќе фрирајд скијачи и сноубордери на Попова шапка и да го зголеми бројот на туроператори кои ќе ги нудат капацитетите на Шара пред странски туристи. Опремата која беше промовирана денес е обезбедена со швајцарска поддршка преку програмата за зголемување на пазарната вработливост ИМЕ. Активниот туризам е една од најбрзо растечките гранки на туризмот на глобално ниво. Освен тоа што е одржлив во смисла на дозволува развој во поголем број на сегменти, исто така многу придонесува и за развој на локалните заедници и економијата во локалните заедници. И токму заради тоа и Швајцарија го поддржува развојот на активниот туризам во државата и денес сме тука и на Попова шапка, за да зборуваме за една поконкретна мерка, односно подобрување на безбедноста во активниот туризам, бидејќи ако немаме стандарди за безбедност, не можеме ни да привлечеме повеќе туристи.
Операторот за фрирајд услуги Шар Outdoors покрај набавката на опремата спровел и обуки за планинските водичи за користење на истата. Опремата која што добивме се состои во она што го викаме абецеда на лавинска опрема, тоа е лавински пребарувач, трансмитер, лавинска сонда, лавинска лопата и ербе кранец кој што го носам во моментов. Сите овие три претходни елементи што ги спомнав ги собира овој ранец. Трекерот се носи директно на скијачот и тој цело време трансмитира сигнал доколку имаме некако проблем лавина и е зафатен од лавина, можеме лесно со тие пребарувачи да го пронајдеме. Сондите се користат за она фино пребарување, лопатите нормално за откопување, додека ербе кранецот од старт би требало самиот човек да го активира при проблем, повлекувајќи ја оваа рачка и да се отвори еден балон како ербек позади него кој што ќе го заштити неговиот врат и ќе го направи многу поголем за да може да остане на површината на лавината. Ранците и балоните кои што се дуваат се со дречлива боја, за да можеме многу брзо да го лоцираме последната точка каде што го гледаме скијачкот кој што евентуално би бил зафатен од лавина. Настрана опремата не би вредела ништо доколку не ја добиеме и обуката за користење на таа опрема, така да во истиот проект беа внесени и обуки со експерти кои што држаа предавања теоретски и практични за лавинската безбедност. Исто така и прва помош давање при повреден во лавина или било каков повреден во овој тип на скијање. Во моментов има вкупно 12 планински водичи кои ги обслужуваат сноубордерите и фрирајд скијачите на падините на Шарпланина. Пронајдена марихуана кај жители од Гостиварско Чегран и албански државјани од Гостивар. Физички напад на улица Линденска. Следува полицискиот билтен. Вчера околу 21 часот во Гостиварско Чегране, полициски службеници на СВР Тетово одделение за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 28, 25 и 27 годишник тројцата од ова село, затоа што при нивен преглед пронајдена им е марихуана. Тројцата се задржани во полициската станица Гостивар за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе биде изготвен соодветен поднесок. Ноќеска околу 1 часот и 10 минути, полициски службеници на СВР Тетово одделение за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода албански државјани на возраст од 28, 20 и 36 години. При претрес извршен предходно со судска наредба во дом и помошни простории на улица Илинденска во Гостивар, во кој престојувал едниот од нив, била пронајдена марихуана, метална дробилка и дигитална вага. Албанските државјани, задржани се во полициската станица Гостивар, се расчистува и документира случајот и за нив ќе следува поднесок. Ноќеска половина час по полноќ, 43 годишникот Тетово во СВР пријавил дека вечерта околу 19 часот и 50 минути по меѓусебна вербална расправија пред угостителски објект на улица Илинденска во Тетово со едно лице околу претходно случајна сообраќајна несреќа бил физички нападнат со тврд предмет од друго лице. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера исто така од 8 до 12 часот на поширокото гостиварско подрачје била спроведена акцијска контрола за техничка исправност на возилата кои вршат јавен превоз на патници, најмногу автобуси и такси комбиња. При контролата откриени се 2 возила со неисправни сопирачки, едно нерегистрирано возило, едно со недостиг на потребната опрема и 5 со неизвршен технички преглед. 4 од контролираните возила веднаш се исклучени од сообраќај, додека на вкупно 10 возачи за констатираните недостатоци им биле изготвени прекршочни платни налози. Женските одбојкарски екипи на Универзитет Тетово и Бамикор се елиминирани уште во првото коло на Купот на Македонија. Двете тетовски женски одбојкарски екипи експресно го завршија настапот во Купот на Македонија. Одбојкарките на Универзитет Тетово со 3:1 беа поразени на гостувањето во Штип од Угада Студент. Тетовските одбојкарки првиот сет го загубија со 25:22, а се што направија на овој надпревар беше израмнувањето на 1:1 во сетови, откако го добија вториот сет со 25:20.
Во последните два сета, штипските одбојкарки славија со 25:21 и 25:18. Екипата на Бамикор доживеа максимален пораз на гостувањето во Скопје, од Јанта Волеј со 3:0. Тетовските одбојкарки трите сета ги загубија со 25:21, 25:14 и 25:13. Со ова завршија настапите во Купот на Македонија за женските екипи уште во осмина финалето. Надпреварите ќе продолжат со четвртфиналето, каде нема да има представник од Тетово. За двете тетовски екипи останува настапот во плей-аут лигата на женската одбојкарска лига, која започнува предстојниот викенд. Екипата на Тетек со 8 нови фудбалери ги започна подготовките за продолжението од третата фудбалска лига Западен регион. Фудбалерите на Тетекс веќе втор ден активно се подготвуваат за пролетниот дел од сезоната во третата македонска фудбалска лига Западен регион. Откако клубот избра ново раководство и беше поставен нов стручен штаб, во Тетекс пристигнаа дури 8 нови фудбалери. Најзвучно име помеѓу новите фудбалери е Леон Најдовски, поранешниот младински репрезентативец на Македонија, кој во Тетово пристигна од редовите на Прилепска Победа. Големо засилување треба да биде и искусниот Леонард Калаба, кој пристигна од ФК Гостивар, како и голманот Амир Јашар од ФК Скопје. Покрај овие фудбалери, нови имиња се и Роберт Димитриевски од Љуботен, како и четворицата фудбалери кои пристигна од Трабзонспорт од Горна Бањица и тоа Владимир Секуловски, Амир Бислими, Ердин Беќири и Газмен Љоки. Тренинзите на фудбалерите на Тетек се одвиваат на терените во Барвеница и Јегуновце, а од следната недела предвидено е одигрување на неколку контролни надпревари. Првенството во третата македонска фудбалска лига Запад ќе започне во втората половина на месец март. Тоа е се што подготви нашата екипа. Останете на фреквенцијата на телевизија Кисименада.